Почитувани граѓани и почитувани медиуми. Борбата против загадениот воздух е долг процес, кој бара континуирана посветеност, стратешки и конкретни мерки од власта и институциите за намалување на загадувањето. 6 месеци како власта на ДПМН ја презеде одговорноста, за жал гледаме дека ништо сериозно не се превзема. Граѓаните се оставени сами на себе. Скопје, главниот град на нашата држава, повторно е на листата на најзагадени градови во светот. Според извештаите на УНИЦЕФ, граѓаните на Скопје, Тетово, Куманово и Велес дишат загаден воздух повеќе од 3 месеци. Светската банка пак алармира дека загадувањето годишно убива 2800 наши сограѓани. Овие податоци се алармантни и бараат нужна институционална акција која досега изостанува. Каде се ветувањата на Мицковски и ВМРО ДПМН? Кога беа во опозиција најавуваа 1 милиарда евра за инвестиции во чист воздух и намалување на загадувањето за 50%. Тие ветувања денеска се покажаа како една голема лага. Владата на Мицковски и ДПМН не само што не презема сериозни мерки, туку дополнително ги намалува средствата за борба против загадувањето на воздухот за 50%, а во буџетот за 25 година ги нема ниту еколошките програми кои со години се реализираа успешно. Тоа е неодговорно и мора да се промени. Владата мора веднаш да ги ревидира своите политики и да превземе сериозни чекори за справување со загадувањето. Секој ден одложување значи уште повеќе загрижени животи на нашите сограѓани. За споредба, владата на СДСМ превземаше низа на мерки во борба против загадувањето на воздухот, почнувајќи од стратешките инвестиции во гасификацијата, проекти за еколошки јавен транспорт, конкретни мерки за финансирање на замена на нееколошки системи во домаќинствата, јавните установи, градинките, училиштата, мониторинг системи и така натаму. Овие мерки и политики дадоа резултат и затоа требаше да бидат продолжени и надградени. Фактите говорат дека просечните годишни концентрации на најкритичните загадувачки честички PM10 и PM2,5 во последните 5 години се намалија како резултат на успешно преземените мерки и инвестиции и тоа е евидентно од податоците на државниот автоматски мониторинг систем. Овие резултати го потврдуваат успехот на нашите мерки и посветеноста кон решавање на овој проблем, истите се јавно објавени и достапни се за секој граѓанин. Но тоа не е доволно. Борбата со загадувањето мора да биде постојана. Преку буџетот на Министерството за животна средина и во соработка со нашите стратешки партнери, владата на СДСМ инвестираше околу 3 милиони евра во модернизација и подобрување на функционалноста на државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух, кој возможува достапност на податоците во реално време за секој граѓанин. По целост се реализираше оперативната програма за одржување на овој систем, која вклучуваше набавка на нови мониторинг станици и резервни делови за одржување на истиот, кој сегашната влада го наследи како комплетен и функционален, но не гледаме дека нешто сега се прави. Некои мерки што сега се презентираат како нови од сегашната влада се всушност продолжение на нашите успешни спроведени политики. Например, мерката за квалитетно огревно дрво беше воведена од СДСМ и поддржана со интензивни медиумски кампањи со наслов "Топли препораки". Субвенциите за замена на еколошките системи за грејење со инвертер клими и други еколошки опции се доделуваа години наназад. Градот Скопје уште во 2020 година воведе бесплатна услуга за отстранување на остатоци од бербата за да се спречи палењето на страништата. Дополнително, за реализација на програмата за воздух, во буџетите од 2019 до 2021 година беа издвоени и успешно реализирани повеќе од 300 милиони денари. Парите се реализираа во општините низ државата за замена на нееколошките системи за затоплување и енергетска ефикасност во јавните објекти. За жал, оваа финансиска програма не е предвидена со буџетот за 2025 година, односно предвидени се 0 денари, ниту пак слични активности кои што финансиски би биле поддржани од буџетот, кои ќе допринесат за намалување на загадување на воздухот. Ова е разликата помеѓу вистинската посветеност и добро осмислените политики кои носат резултати, што не е случај со ДПМН кои покажуваат голема неспособност да се справат со проблемите во животната средина. СДСМ останува посветена на подобрувањето на животната средина и здравјето на граѓаните, силно ќе се бориме против погрешните политики на власта, но ќе предлагаме и одржливи предлог решенија. Сепак, одговорноста е во власта и мора да покаже волја да ги промени политиките и да почне да работи на намалувањето на загадувањето на воздухот преку продолжување на процесот кој го започна и успешно го реализира се Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ви благодарам.